Минатата сабота влеговме во дома, каде се чувствувавме како дома. Поведете. Бифтек. Телешки? Не, грешно е пишан во менито. Тоа е свинско филе. Бифтек телешки немаме. Пишува бифтека, мислиме свинско филе. Да. Од кај да знам јас дека е свинско филе? Па претежно кажуваме на гостите да не биде до недоразбирање помеѓу телешки бифтек. Кажуваме дека е Знаете што е бифтек? свинско филе. Бифтек знаете што? Телешки знам исто Што и е свинскиот. Што е телешки бифтек? Сега се звонитме фати треба. Телешки бифтек е парче месо осечено од говеското филе. Храната беше вкусна, посебно скарата. Да бидам искрен, поодамна немаме почувствувано мирис на вистинско месо, свежо. Овде ли те? Да, тука. Нагоре? Добро вечер. Добро вечер. Браво. Вие сте готвачката овдека? Така. Јас малку вака по ликот позната, Елена беше така? Елена, јас сум. Елена, Молам. овде кромит нема. Има кромит. Каде е? Ода згоре на шопската е стајан. Колку? Малку. 2 зрна. Да. Затоа не можев да ги најдам. Значи тоа нема. Овој келнеров овде кога дојде, не знам за прстите колку му се чистеве моите веќе. Меѓутоа како ми ја донесе салатава, знаеш? Со прстот внатре некаде беше. Значи ова не е добро бе. Ова мора да се промени тотално. Колку време работиш овде? 3 години. Овде. Да. Баш овде. Тука. Сте му предложиле на газдава нешто со вашите колеги и колешки да смените или Па сега за сега му предложивме да ја смени кујната. овде правите ладни предјадења, топли предјадења, скари, се така ли? Така. Ништо вие не сте предложили тука. Јас ќе му предложам сега вистинско решение на газда Трајче. Се гледаме Елена покасно. Пријатно. Но на кујната и требаше итна преобразба. Трајче, овде е проблемот. Значи ресторанот е голем, убав, прекрасен национален стил. Храната свежа, нели таму зборувавме за тоа, рековме што треба да смениш. Значи чиниите, тоа се што е застарено, тоа демодирано, тоа мора да се тргне. Проблемот е овдека. Значи гледај ги овие 16, 17, 20 квадрати колку и да ти се твои се. Значи овдека невозможно да се работи. Значи ние ќе пробаме и персоналот има проблем со функционирање. Нема што да се пробува. Значи Што вечерва можеме да извадиме повише за да биде функционално? нема вадење Трајче. Значи знаеш што ќе направиме? Ќе го тргнеме овој дел овде и тој зид го рушиме и се шириме. Ова да рушиме. Да. Значи тоа Има еден куп работа. Значи нашиот предлог за решение на работењето е тој. Добро, јас реков ќе послушам, значи ако е тоа решението ќе го направиме. Значи Мислам дека уште најбрзо, уште одма ќе почнеме да рушиме, да средиме. одиме јас и ти во сала да се договориме како ќе го сработиме тоа вечер уште. Ајде да видиме. После тоа е Ако лесна даде работа. резултат, Ние стоиме позади тоа. така, тоа ме Одиме во интересираше. Ајде. Значи, нас не ни останува ништо, освен да го послушаме професорот и да се заангажираме што побрзо да го реализираме тоа што го спомнав. Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah. Ајде, маса да видиме. Ма не се штрафи да. Леле, ќе го запалиш. Чека, ова треба да се влади. Кицкото има добро. Джабе ме стелиш. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love. Еве не со газда Трајче во кујна ќе реализираме нашата идеја конечно.
Значи, почнуваме со проширување на овој дел каде што е тесно грло. Малку и на готвачите да им направиме подобар простор за работа. Трајче, јас и ти имаме чест да почнеме, а после екипава што е дојдена за рушење ќе руши. Ајде, нека се лесно, нека е. За ова не било. И затоа се фативме за работа. И почнавме да рушиме. За успесите на гостилница дома во својата работа, значи за својата храна, презентирање пред своите клиенти, се должи и ова свињарска фарма, која што се наоѓа во еколошки здрава средина. Оваа сабота се враќаме да ја завршиме работата. Небојша се враќаме на местото за реновирање. Дали ќе не дочека нова модерна кујна или се е по-старо? Небојша одиме да провериме. Во дома повторно не дочека пријатна атмосфера, создадена за пријатна вечера со пријателите и најблиските. Но промените се чувствуваат во воздухот. Само nismo taj, apsolutno tvoj, život je moj, permanentno moj. Еве во новата кујна на ресторан дома во Илинден. Трајче нова ситуација, видоизменета овдека веќе подобар простор за работа. Така е, значи ние се потрудиме што можеме во просторот да направиме, да направиме измени, да искористиме максимално, малце продолжиме. Значи колку што даваше просторот се расшири, така ли? Сменивме инвентар, значи што може, инженери, Јас сега гледам нови фритези овде, Така. нови скари, нови маси, па дури нов инвентар овдека. Значи, ние околу тоа правевме мови, значи тоа е новиот инвентар што би требало да биде огледало на гостилница дома, значи веќе да преваѓаме во озбилна работа. Ние сега со колеги овдека ќе го искористиме најмаксимално колку што може. Така, Јас и ти се договаравме околу Јас денешната очекувам да храна. пренесете искуство на нашите куари Така. и да има овостранни. Да ти кажам искрено, јас прескат зиднав малце кога беше овде голема гужва и видов дека веќе немаме просторни веќе проблеми, со така да чекањето тоа е решено. Поредка работа, мада ни треба, ама тоа е тоа. Значи, Па на овие сега- услови тоа може да се постигне. Сега ресторанот работи со полн капацитет, значи тоа е тоа. Денеска се договоривме дека ќе направиме Така. дел од скарата која што веќе ја приготвувате овдека. Така скарата, значи треба да видиме нова Е, декорација. тука во ќе гостилница внесеме дома, нов момент, така. Нови декорации на салатите и да околу барбото, мислам И дека една туфакија, така рече ти дека твоја желба е тука да направиме туфакија, тоа ќе го внесеме. И ние може да почнеме, тука ни се Елена, Лена и Сузе и со нивче си работи. Ќе видиме резултатот на крај. Ти очекувај не во сала. Елена, сега ќе ја поправиме малце шопската салата, Така? по мој вкус, а по избор на Трајче. Значи, ќе направиме нешто што е онака како што треба во теоријата во школата, на крај на краиштата. Ти беше мој ученик и задоволство ми е сега повторно да работам со тебе. Ти почне да подготвуваш, а јас си правам декорација за нашата салата. Jedva čekam da se svrši ljeto, dosta mi je vrele klime. Zbogom more, odoh u planine. Ona voli ljeto jer se tada nose ljetne haljinice. Svaki čukac vidi noge moje curice. Hajdemo u planinu, jer tamo nema zime. U planinu, jer
традиционален ресторан со храна која се готви на домаќински начин. Но ресторан каде му недостигаше еден зачин. Небојша, човекот со реално долгогодишно искуство во кулинарството. Svako živo biće voli sunce na moru kraj Save. Meni ga je lično dosta preko glave. A ona voli sunce jer se tada nose tanke majičice. Svaki džukac vidi tude moje curice. Собери ја малце, значи. Да заличи. Jer tamo nema zime. Да едно маслинче. Стави го тука. Француски Макдоналдс имаш? А? Нема. Добре, стави маслинка и тука се и готово. Ова не се фрла, да знаеш. Добро. Што има во моментот? Што има тоа? Да, тоа што има да се покаже, да. Елена, салатата ја направивме. Така. Убаво изгледаше, после ќе ја пушиме. Убава. Бидејќи карата е ваша појака храна, ќе ја подготвиш ти карата, јас ќе направам ново вариво. Мој предлог ќе биде тоа до тебе и до книгата. Бидејќи до сега користуваме само колко така да. Да. Значи вака, јас Предложи ти сега од твојата скала. сега јас од ќе ви предложам ребро, бела, колбас од пишарска. Значи бела вешалица. Така. Значи ти бела ти е некаква. Бела вешалица. Да. Бела вешалица, ребро. Да, Тоа е свежо ребро, така? свежо, Колбас и шарска плескавица. шарска плескавица, така. Сега шарската плескавица или нека. Шарската плескавица е одмелено месо. Значи во низ ставаме сланина димена, сечена ситно на коцкички и рендаме кашкава, го месуваме тоа се. Појака со таа сланина. Да, да, така. Добро, ќе ја пробаме да видиме како личи. А јас ќе направам гарнир, значи ќе ставам сега малку зеленчук на скара. Прво ќе го бранжирам најнапред во солена вода, а подоцна ќе оставиме на скара и ќе го комбинираме со скарата па да видиме дали е добро. Добро, може. Сега на повели до тоа. Благодарам. Ова е кујната во која секој професионалец сонува да готви. Задоволство се чита и на лицата на екипата која работи во кујната. Време е и да внесеме новитети на менито. А Небојша знае што точно треба да биде внесено во менито на ресторанот дома. Дали тоа ќе биде храна што ќе ни ги стопли срцата како да сме дома? Не се сомневаме дека ќе биде така. Елена, побрато со реброво. Со ребро. All the other kids with the pumped up kicks, he's
треба 2 кила ореви за да ги направим. Ништо. Мој прсен е твој. Знам за тоа. Секој ден тоа не чека на. Но Небојша има уште лекции за екипата на дома. Една од нив е добрата организација во кујната и важноста да се работи како тим. Никогаш не е доцна да се научи нешто ново. Нека се вари уште малце. И десертот е готови се. Во овие танери ќе ги ставаме сите меса? Колбасот го собирали? Да. Ама ќе штрчи. Што малко. Walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creep. Елена, сега желбата на Трајче беше да направиме туфаќе. Така. Значи полнето јаболко едно, затоа ќе ни треба да ставиме шербе да се вари, јаболката да ги свариме во него, да направиме фил за јаболката и да ги сервираме. За филот ни е потребно мед, мелени ореви, ситно сечени ореви, малку ванилин шеќер, малку цимет и да ги дотераме јаболката како што треба. На крај за декорација малце ќе изматиме павлака и завршена е постапка. Елена, почнуваме, земи едно јаболко да излупиме. Така е. Гледаш колку е подобро? Holding me back. We'll tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full. Нешто ќе се испокараме за ај погоди зашто. Вкусните состојки се сецкаат. Ова веќе изгледа вкусно. Добро. Во кујната дефинитивно работат вистински професионалци. Посветени на готвењето. Гледајќи ги уживаме во оваа мала симфонија на вкусови, бои и мириси, кои за жал не можеме да ги почувствуваме. Но можеме да ги предпоставиме. Во нашата фантазија ова е навистина вкусно. Едва и чекаме да го пробаме она што ни го готви вечерва Небојша со екипата во оваа прекрасна кујна на ресторанот Дома. Не, вака на скара. Строго на скара е.
цело ќе оставимеш. Ајде бе. Парникот ти викам. Морковот нека го што ноце, само неколку ќе земе за сервирање. Дај ми една убава штипка некоја за сервирање. Земи ти една штипка. А една штипка ли на да се вземе? Ќе гледате. Вкусни јадења се крчкаат. Стани. Додека готвачите посветено готват во кујната. Мора да биде понавнатре. I got some pictures on my phone, new names and numbers that I don't know. Address to places like I've been rotating tonight. Но главната пресуда чека. Како ќе им се допадне подготвеното и дали ќе се најде на менито на ресторанот. Десертот на крај. Десертот таму на крај, да. Да. Време е за едно прекрасно задоволство. Кокошкина, говецка, училишна абецеда, постна, топла супа за секој дел од денот. Пробајте и уживајте. Од Макс Струмица. За обичните суперхерои, од сега во ново пакување. Витаминка. Секоја домаќинка знае дека тајната на сладкиот вкус е сокриена во магијата на убавото, неодолливо сладко задоволство. Од Макс Струмица. Гледавте. Дојдовме во дома не да смениме некои работи, туку да ги срушиме. Значи, овдека не возможно да се работи. Значи, ние ќе пробаме и персоналот имаат проблем со функционирање. Нема што да се пробува. Значи, вечерва... Што можеме да извадиме повише за да биде функционално? Нема вадење вече. Значи, знаеш што ќе направиме? Ќе го тргнеме овој дел овде и тој зид го рушиме и се шириме. Ова да руши? Да. И да почнеме од почеток. Ресторанот со огромен потенцијал повторно не дочека со отворени раце. Еве во новата кујна на ресторан Дома во Илинден. Трајче
нова ситуација, видоизменета овдека веќе подобар простор за работа. Така е, значи ние се потрудиме што можеме во просторов да направиме измени. А Небојша веднаш се фати за работа. Елена, сега ќе ја поправиме малце шопската салата. Така. По мој вкус, а по избор на Трајче. Собери ја малце, да заличи. Но овој пат нешто да создаде, место да сруши. Се надеваме ќе биде вкусно како што изгледа. Стани. Се ближиме кон големото финале на ова наше издание на Жешка кујна. Работиме со полна пареа. Сега, ова ни е големо. Дај ми ја нож. Дај ми ја црвената даска. Како? Јас ве прашав што имате вие. Рековте ова. Небојша навистина даде се од себе. Така беше. Но пофалба до целиот тим кој навистина се посвети на предизвикот да се трансформира дома во ресторан кој ги исполнува највисоките стандарди. Добра. Таа треба да се измаци. Да, ама немаме миксер. А жица имате? Со жица, да. Да, е жица слободно. Ќе го кажа жица, ева ка ќе време, да. Ванилин, шеќер, цимет, нешто имате од тоа? Ништо? Само шеќер. Да не купи вечер во газава. Проверивте? Ванила, такви работи купуваш и имаш? Да. Ништо. Да. Добра? Држи да ми You make my mouth water. I want candy. I want candy. Дај ми на кутлача сега. Кутлача? Меши до тоа се. Меши.
Сега, овде во секој од нив помалку. Натре наполнено. Јогурт. Значи мора да биде полна внатре. Ево така. Елена готова за вечерва. Направивме што направивме, одиме сега да дегустираме заедно со Трајче и со Васка да видиме како ќе кажат нивни коментари во врска со храната. Во врска со месото не се сомневаме, пробавме. Значи, но да го видиме дело што ја се ти го подготвила. Елена одиме во Сава, ја и А сега откако беа подготвени вкусните јадења, да бидат пробани од целиот тим на ресторанот. Тремата е повеќе од присутна. Нивното мислење е сепак пресудно. Па да одиме да чуеме што имаат тие да ни кажат во врска со промените кои ги воведе Жешка кујна. Но пред се да ги пробаат вкусните јадења кои ги подготвивме. Десертот на крај. Десертот таму на крај, да. Да. Јас може да се придружам со вас, така. Елена. Како ви? А јас со вас. Можеш и да ја симнеш капа така. Не. Па, предложи ни вино со. Какво вино оди со ова месо? Ајде, добро, некој е добро темно вино, црно. И за мене. Трече, по твоја желба, по наш вкус направено, значи шопската салата е сега со кромит. И сега мислам дека ќе ја пробаме, мислам дека е добра. Изборот на месото е на Елена. Тука имавте највисока оценка, значи нема споредба со овој објект за месото. И имаме грилован зеленчук, тој ќе го пробаме сега. Па, Васка, поверете. Дегустацијата започнува. Не само чуј без тебе не Copacabana. Да сетам јас бар еден час светла мањана. Небојша е горд на целата екипа. Уште една успешна мисија во Жешка кујна. Може да иде со пена. Со пена? Со шлак пена? Да. Па еве со коплата исто. Исто ти е, може, да. Може, зашто да не? Не, убаво е, убав десерт е, стварно, само... Не, јас сум јадел моткана. Цела во, да, во шербетот. Па јас ти рекам, ова не е некој што не ја јаде брокулата, нема да јаде, него декорацијата е битна во тај, мислам според мене, па сега... Да. Ликот е различен. Види, треба да менуваш нешто додека не им досади.
Нешто ново. Не, ние спремтен класика. Можеш да кажеш изберете гарнир. Месото. Да. Се, класика си е класика. Ние остануваме во убаво расположение, во убав амбиент, уште поубава романтика и најдобар храна, а гостите ги повикуваме да го вкусат ова што ние го вкусуваме овде и се гледаме во следната емисија.